Иднината на Македонија е во Европската Унија и сите напорно работиме за тоа да се случи, порача евроамбасадорот Рокас, прашан за коментар за пораките кои високата представничка на ЕУ Каја Калас ги упати за време на посетата на Скопје околу механизмите кои ги има на располагање Брисел за деблокирање на евроинтеграциите. Рокас не откри повеќе детали, но уверува дека засилените дипломатски активности може да вродат со плод. Единствената работа која што можам да го кажам, во оваа фаза, всушност само да го повторам тоа што високата представничка на Европската Унија, господја Калас, го кажа дека Република Северна Македонија, незината иднина припаѓа во Европската Унија, дека сите ние сега работиме многу напорно се со цел да може да се постигне ова цел. На вистина има огромни дипломатски активности, исто така голем број на посети и средби, така да било која добра идеја, која што ќе произлезе од такви посети и такви средби е повеќе од добре дојдена за нас. Македонската влада не отстапува од позициите за Бугарија, но на Калас и понудиле неколку сценарија за деблокада на евроинтеграциите, потврди заменик министерката за европски прашања Викторија Трајков. Очекуваат добра волја и одговори од бугарска страна за евентуална средба меѓу Силјановска и Радев на маргините на НАТО самитот во Хаг, што засега го нема од официјална Софија. Ние не отстапуваме од сето тоа кој што претходно и премиерот и претседателката на државата го имаат изјавено и така натаму. Имаме неколку сценарија кои што ги понудивме, точно е тоа за кои што сметам дека може да бидат погодни за двете држави, така што оставете малку време на времето. Секако знаете дека тоа е двонасочна улица, не е само ние да имаме иницијатива и да нудиме решенија, треба и од другата страна. До сега беа децидни и тврди во нивните ставови, не отстапуваме и ние, така што може би еве ќе се најдеме некаде на средина. Неизвестно е дали и како ќе се произнесат Радев и бугарските власти за подадената рака за средба за соочување на аргументите со претседателката Силјановска Давкова на НАТО самитот во присуство на високите ЕУ челници и представник од Америка. Оваа иницијатива беше соопштена на пресконференцијата меѓу Мицкоски и Калас пред неколку денови. Извори од македонското МНР брифираат дека се во постојана комуникација со Брисел за ова прашање, но нема никакви рокови до кога официјална Софија треба да даде повратен одговор.